Искри, а потоа и оган од електрично броило изгореа куќа до темел во селото Троло Пробиштипско. Електричниот спој се случил во досните попладневни часови вчера, а секунди потоа брз пламен се појавил во старата куќа на татко и син. Во тој момент дома сам бил 83 годишниот Владимир Ристевски. Оганот го испаничил Владимир, кој со помош на соседите успеал да ја напушти куќата. Од тука искочиме, пламен наставано угоре и ја по делото викам. Оди дело Лазо изгоре. Дури отрчаме ние до тамо, Стојка оздоле дојде на Ванчешо е. Не ја знаеш, Пробиштипка е она. Добра. Дојде и Владо чу пукало на чердако. Искочи, вика, си, тука вика пламен горе. Те кажал, синоќе, рече, 3 пензии им изгорува. Соселаните веднаш реагирале со гаснење на пожарот, но оганот за нив бил пребрз и пресилен, па старата куќа за неколку минути се стопила и исчезнала во високите пламени јазици. Па нова беше, стара искочи, пламен како цата нагоре. И дојде пожарот, гасието. Во меѓувреме пристигнало и противпожарно возило, но пожарникарите успеале само да ги изгаснат гламјосаните греди, зашто освен огнот, главен непријател вчера бил и силниот ветер. Сега веќе некогашната куќа на Ристевски била единственото нивно место за живење, па од синоќа, таткото и синот, кој е со сериозно нарушено здравје, по претрпен мозочен удар, се бездомници. Првата ноќ, без собствена куќа, тие ја поминале кај соседи, а веќе од денес за таткото и синот решение нудат соселаните. Владо и го давал амбулантата да се деле. Ќе седат, нема шо. Кај комши? Кај дека работе Владо. У тај човек. Кај трмката знаеш ли е? Добро, без разлика. Мислам, во секој случај нема да бидат на отворено. Е така, е там давал и амбулантата, там да се деле. Има ли таму елементарни услови за живот е неизвестно, зашто овој објект со години не е во употреба и прашање е дали старецот со неговиот тешко болен син воопшто можат да се снајдат.